Ја би ги замолил машките, значи мажите, кои што се по обичај во помал број, да не ја злоупотребат денешната проповед, а жените и да ја разберат нормално, а жените да ја разберат денешната проповед. Така да тоа ќе биде се окей. По не, јас ќе се верувам дека ќе се послужам со Божјата реч и она што Божјата реч го кажува. Значи, минатиот пат ви споделив некои информации околу последните превирања во Адвентистичката црква околу прашањето за или против ракоположување на жени пастори. И ви кажав дека веќе неколку унии, и тоа унии кои што се дел од северноамериканската дивизија, она кој што е највлијателна, веќе подпишале такво нешто, изгласале за. И ви спомнав дека минатата недела, значи 19. август, требаше да има гласање во Пацифичката унија, по истото тоа прашање. Поточно, најнапред требало да изгласаат промена на некои локални одредби, со кои што независно ќе можат да донесуваат одлуки, значи независно од генерално и ставовите на генерално. Тоа било првото нешто. И овде, интересно, за 1%, само за 1% не успеале да изгласаат таква промена, што гласањето, подоснежното гласање за ракоположување на жени било ирелевантно. Значи, било потребно за таква промена двотретинско мнозинство. Знаете што значи двотретинско мнозинство? За 1% не успеале, значи 67-8 негде, или малку помалку проценти гласале за, меѓутоа не успеале. Така да подосна гласањето за ракоположување на жени било ирелевантно, но тие сепак се задржали и гласале. И колку да видите како стојат, значи односот меѓу оние кои што се за и против, гласале и изгласале вака, односно кажав дека тоа е неважечко, се додека не се изгласа првата точка, али 1% е мал процент за очекување дека многу наскоро може да се случи и тоа да се изгласа. Значи, тоа е, пазите, тоа е отворена непослушност кон Генерална конференција, што навистина не внесува во еден нов период, ја би кажал, и тоа по прашање кое што е толку јасно, библиски, но ете, ѓаволот е мајстор да од прашање кои што се и ситни и било какви, ги направи контраверзни да бидат. Значи, вака, останале покасно и гласале за ракоположување на жени. Гласале за 79%, наспроти 21% кои што гласале против. Тоа е Пацифичката унија. Тука Калифорнија спаѓа и тој дел кој што е доста влијателен, значи во адвентистичкиот свет. Значи за очекување дека многу скоро ќе се изгласа и таму. Како ќе одат понатаму, настаните не знаеме. Колку за информација, мала историја, таа северноамериканска дивизија барала такво нешто уште 1990. Била одбиена од генерална. Значи, тоа било на заседанието на генерална во Индијанаполис. А второто, неиземно барање, исто така било одбиено во Утрехт, во исто така на заседанието на генерална, кој се случило 1995. И потоа малку се позаташкало, да речеме, тоа прашање, меѓутоа никогаш не било тргнато по страна, така да еве сега повторно се актуализира. Значи, нам ќе ни биде денеска за задача, значи, ова е многу, за мене, зборам едноставна тема да се свати. Мислам, тоа е толку лесно да се докаже од Божјата реч, меѓутоа, ете, како што кажав, ѓаволот, веројатно, пазите, ова не било проблем до 70-те години од минатиот век. Меѓутоа, со актуализирање и зголемено делување на тие феминистички движења, еве се случува да тоа влезе и во самата црква. А за тоа стојат, ќе го цитирам Јани, масоните. Кој друг? Но еве, ќе имаме за задача денеска да видиме дали, и пак ќе кажам, сакам да ја разберете проповедта, да излезам жив и здрав од тука, значи, пошто гледам дека во поволен број се од женски род,
а машките да не ја злоупотребат. Зато што токму таа злоупотреба може би предизвикала такво феминистичко движење, па денеска имаме проблеми дури во црквата. Значи, згодно место за почеток е на почеток. Да почнем од почетокот. Од создавањето. Уште при создавањето ќе забележиме дека мажот и жената се различни. Мислам, па не треба ни многу да дискутираме околу тоа, да сватим дека мажот и жената се различни во многу погледи. Видите што, како било на почетокот. Што создал Бог како круна на своето создавање? Во шестиот ден. Создал семејство, значи маж и жена. И сега имате разлика. Мажот, Адам, бил создаден со Божите раце од земската прав. А потоа од Адама, значи од неговото ребро, е создадена жената како негова помошничка. И сега интересно е, имаше една мисла, зашто сега жената баш од реброто е создадена. Значи не е од главата, за да не биде глава, да командува, ама не е од нозете, за да не биде газена, туку од реброто, за да биде покрај својот маж. Помошничка. Значи, јас обично сум се чудел зашто дури тоа е навлезено и во Адвентичка црква. Да, обично имав реакции против вакво нешто во Велес и бев искритикуван. Зашто во март, и тоа најблиску до 8 март, таа сабота беше као женско богослужение, нели? Само жените взимаа учество. Зошто се прашував? Зошто? Дали не е тоа приближување до светот? И дали Бог на жената не е дал права и еднаквост уште при создавањето? Што сега ние ќе следиме Клара Цеткин или Роза Луксембург, кој беа? Така беа, мислам, не ги грешам. Па 8 март, па ова. За христијаните 8 март нема никакво значење. При самото создавање, што им вика Бог на мажот и жената? Значи, бидете едно. Но тоа не значи дека овде се избегнува, значи, авторитетот. Се знае кој е авторитетот, а кој е на некој начин под наводници подчинет. Ќе видиме дека подчинетоста не значи и обесправеност, односно, како се вика тоа денеска, дискриминација. Како што една наша сестра тамо во Австралија се жалеше дека била дискриминирана. Значи, човекот бил создаден од земјата, а жената потоа од реброто на мажот. И сега интересно е, во многу погледи мажот и жената се различни, меѓутоа, ајде сега да не губиме време околу тоа. Само да прочитаме Галатјаните 3.28. Галатјаните 3.28. Во поглед на тоа како стоиме во однос на спасението пред Господа, овој битен стих, Галатјаните 3.28, вели, нема веќе ни јудеец, ни грк. Значи, нема националност, нема разлика во националностите. Нема веќе ни роб, ни слободен. Нема разлика ни во тоа како кој економски стои. Односно, обштествено. Нема веќе ни машко, ни женско, зашто вие сте сите едно во Христа Исуса. Меѓутоа, овој стих е во контекст на тоа дека сите имаат еднаков пристап пред Господа и сите имаат еднаков пристап до дарот спасението. Без разлика дали е тоа незнабожец, дали е тоа еврин, дали е тоа роб или слободен, значи каква обштествена положба има, или пак е машко или женско. Во тој смисол е кажан овој стих. Сега, после создавањето знаеме дека се случил падот, за жал, многу кратко после тоа. Биле создадени, било предвидено да бидат едно, и со тоа го сликуваат всушност и божеството, тројството, мажот, жената, и потоа, нели, Бог вели, раѓајте и множете се. При падот, што се случило при падот? Еве да прочитаме еден коментар од Вдахновените списи, од Патриарси и пророци, 54-та страна оригинална или 30 од нашето печатено издание. Значи, Ева направила грешка уште при самиот факт што се одвоила од мажот. Дали се сеќавате на такво нешто? А зошто? Се запрашаме. Ова е доказ дека мажот и жената уште при самото создавање биле создадени различни и дека сепак, иако е едно,
постои еден кој што треба да биде глава. Ангелите ја предупредили Ева да внимава, додека ги извршува во градината своите секојдневни работи, во никој случај да не се одделува од својот маж. И еве зошто. Наоѓајќи се крај него, ќе биде помалку изложена на опасност од искушение одошто кога е сама. Зошто го овака кажам? Зошто жената сама е повеќе изложена на искушение отколку заедно со мажот? Тоа е прашање за размислување. Меѓутоа, што се случува? Задлабочувајќи се во толкава мера во своето пријатно занимање, значи своето работење, таа несвесно, значи во ред, несвесно, се оддалечила од него. Опасно се ја сватила дури тогаш кога забележала дека е сама, но го потиснала стравот, уверувајќи се самата себе си дека е доволно мудра и силна да разпознае што е зло и да му се спротистави. Гледаме дека има разлики уште овде меѓу мажот и жената. Поготово овде имаме опис на жената. Значи, дека е доволно храбра, дека може сама да се спротистави. Не обзирајќи се на предупредувањето што го добила од ангелите, че пазите, ова е, Адам и Ева се уште во совршена состојба. Се уште не погрешиле. Ова е пред падот. Постои разлика меѓу мажот и жената. Не обзирајќи се на предупредувањето што го добила од ангелите, набргу се нашла пред забранетото дрво, посматрајќи го без див, восхитена и любопитна. И овие се интересни карактеристики, значи. Восхитена, любопитна, се сметала дека е доволно силна и така натаму и така натаму. Тоа е прашање, значи, за размислување понатаму. И се случил падот. И како резултат на падот, што има во 3 глава, Битие? Ајде да прочитаме. Битие, 3 глава, 16 стих. На жената и рече, че Господ и вели на жената, ке ти ги умножа многу маките на твојата бременост, во маки ќе ги раѓаш децата, и вели, твојот копнеш ќе биде кон мажот твој, а тој ќе владее над тебе. На некој им е тешко да го разбера тој стих, меѓутоа јас го читам така како што е напишано. Мажот ќе владее над тебе, над Ева. И сега, во која смисла? Тоа е, низ историјата многу се злоупотребува и ден денеска се злоупотребува во некои муслимански земји, па затоа може би се случило и феминизам и така натаму. Но еве да прочитам претходно уште еден цитат од Патриарси и пророци, овој пат на 59-та страна оригинална, или 36-та од нашето издание, вака вели овој цитат. Доека биле во Едем, Ева била совршено срекна покрај својот маж. Но како и модерните Еви, Елевајт пишува за своје време, денеска се уште по-модерни, како и модерните Еви на денешното време, кои не можат да се задоволат со она што им е дадено, се занесувала со надежта дека ќе проникне во некоја сфера повисока од онаа на која ја упатил Бог. Обидувајќи се да се издигне над положбата која првобитно и била определена, паднала на ниво многу пониско од онаа на која што се наоѓала. Слично ќе поминат сите оние кои должностите на својот живот не ги прифаќаат доброволно и во сообразност со Божите планови. Че Бог сепак ставил некој ред. Тоа е затоа што Бог така направил и рекол. Настојувајќи да заземат положба за која што не се способени, мнозина го испуштаат испразнетото место на кое би можеле да послужат на благослов. Стремејќи се да проникнат во повисоки сфери на влијание или интереси, многу жени го жртвуваат своето женско достоинство и благородноста на карактерот и ја занемеруваат токму онаа задача што им ја определило небото. Многу убав цитат. Значи, како резултат на падот, вели овде, ти мажу ќе владееш над жената. Сега, 1 Коринќаните 11.3. Прво, послание до Коринќаните 11.3. Пошто доста кажав, што може би е незгодно да слушаат, поготово, значи, понежниот пол. Еве сега да прочитам уште неколку стихови. Значи, 1 Коринќаните 11.3.
Но сакам да знаете дека Христос е глава на секој маж, а мажот е глава на жената, а пак Бог е глава на Христа. Дали од овој стих гледаме, видите, пазите, Бог, Отецот е глава на Христос. Значи и во Божеството имате некоја подреденост на авторитети, а сепак се едно. Значи, иако има подреденост на авторитети, тоа не значи дека некој е дискриминиран, дека некој нема своји права или така натаму. Секој си има свое место, своја позиција. Различна, ама сите се едно. И вели овде уште една, значи дека мажот е глава на жената. Ефесијаните 5 глава, овој е познат стих, и некако интересно што овие стикови на Павле, кај што тој ја опишува таа хиерархија, значи во домот, ја поврзува со црквата и со хиерархијата и на небото. Подреденоста на небото. Ефесијаните 5 глава, од 22. Жените да им се покоруваат на своите мажи, како на Господа. Зато реков да не се злоупотребува, затоа што мажот не може да е Господ за жената, се знае кој е Господ. Зашто мажот е глава на жената, како што е Христос глава на црквата. Интересна споредба. Мажот е глава на жената, како што Христос е глава на црквата. И се оди понатаму. И тој е спасител на телото. И како што црквата му се покорува на Христа, така да им бидат и жените покорни во се на своите мажи. Не застанува тука. Оди понатаму и вели. Мажи, любете ги своите жени, како што Христос ја возлюби црквата своја. И се предаде себе си за неа. Епа, и од друга страна не можете да очекувате дека жената многу ќе ве почитува, доколку вие немате љубов кон својата жена. Овие стихови се многу јасни. Значи, таква љубов како што Христос има кон својата црква, па дури го жртвуваше својот живот. Значи, имаме тука многу јасна ситуација, затоа е реков не треба да се злоупотребува нито еден стих, ја мислам дека ќе опфатиме се во целост. И жената си има своја позиција, меѓутоа, значи, треба да сватиме од ова до сега, барем што го видовме, дека иако си има своја позиција и своја функција, иако може би е подредена на мажот, мажот треба да биде глава, сепак не станува збор за дискриминација тука. Ако е така, тогаш Господ е дискриминатор. Господ дискриминира, затоа што ова се стикови кои што се вдакновени од Него, од Светиот Дух. Иако ги запишал Павел или ги запишал Мојсей, како што читавме. Сега ја видовме тука поврзаноста на семејството и црквата. И факт е дека, знаете како што кажав на почетокот, Бог создал маж и жена во 6-тиот ден, за да во 7-тиот создаде свет ден, време. Значи, бракот, семејството и саботата се институции што се создадени уште во предпадот. А токму тие се највеќе на удар на ѓаволот. И нормално е да состојбата од семејството се рефлектира и во црквата, затоа што црквата е составена од членови на неколку повеќе семејство. И затоа и оваа поврзаност, не случајно е оваа поврзаност и паралела, како што, значи мажот вика треба да биде глава на жената, како што Христос е глава на црквата. И сега да отвориме во прво послание до Тимотеј, 2 глава. Прво послание до Тимотеј, 2 глава. Од 9 стих исто така и жените, значи ова е за, вика, за држење на жената во Божиот дом. Исто така и жените да се украсуваат во пристојна облека, скромно, предпазливо, не со плетенки, злато или со бисери или со скапоцени облеки, туку со добри дела, како што им прилега на жените, кои исповедаат дека се побожни. И сега видите, жената да се учи во тишина и во секаква покорност. А на жената не е дозволено да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна. И видите сега линкот на ова објаснување на Павле. Интересно, сето ова се цитати на Павле и некои
знаете, го злоупотребува тоа, па он нити имал жена, па нити знае. Како? Какви се тие односи маж-жена, па затоа пишело тука нешто од свој памет. Меѓутоа треба да внимаваме тука. Значи, тоа е дело од Светото писмо, кој што е вдахновено од првата до последната страна. И сега вели, значи, жената не е дозволено да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна. Зашто прво беше создаден Адам, а потоа Ева. Видите го линкот уште со создавањето. Че има разлика меѓу мажот и жената. Жената не смее и не може да биде духовен авторитет над мажот. Ова се станува збор за црква, да се однесу. Че збориме за духовен авторитет. Жената не може да биде духовен авторитет над мажот. Мислам, знаеме ние дека кој е свештеник во домот? Кој треба да биде свештеник во домот? Тоа е мажот, таткото. И сега ако треба мажот да биде свештеник во домот, и како сега жената може во црквата да биде свештеник, кој не може и во домот? Овде станува збор за духовен авторитет. Видите, жената да не дозволам да поучува, ниту да господари над мажот, туку да биде мирна. Ова не значи дека жена не смее да испадне на катедра и да прочита нешто и да каже и сето тоа. Меѓутоа, кога доаѓаме до духовниот авторитет, тоаш мажот го има духовниот авторитет. И 14 стих сега пак не поврзува со падот, затоа и почнавме од создавањето и падот. Вели, не само што Адам беше создаден прв, па постоа Ева, туку и Адам не беше измамен. Туку жената беше измамена и падна во престап. И видовме, описно малку, видовме како се тоа се случило. Ева го се одвоила од својот маж, што не смела тоа да го направи и понатаму паднала на искушението од непријателот. Сега, да се осврнеме малку на Стариот Завет. Значи, станува збор за жена свештеник, за тоа зборуваме. Тоа е проблемот кој што го мачи денешниот адвентистички свет и кој што е многу лесно да се разбере, меѓутоа, ете, непријателот знае од ништо да направи многу нешти. Во Стариот Завет, кои биле свештеници? Пазите, тоа Бог го одредил, тоа не било по некоја, не знам, случајност. Први биле, нели, првородените од синовите, Потоа левитското племе било избрано, и тоа не сите, збориме, левитите служеле комплетно во, знаете, расклопување на тоа светилиште, па потоа повторно склопување, нели, тој шатор, па носење на предметите на се што било во светилиштето, а Ароновите наследници, значи од Ароновото колено, тие биле назначени за свештеници. Оние кои што ќе служат како свештеници. Тоа е во Стариот Завет. Немаме никаде жена свештеник таму. Во Новиот Завет, кои биле апостолите? 12 мажи, колку ја што знам. Сите биле мажи. Дори интересно е кога сме кај апостолите, отворите во Дела апостолски 1 глава, сеќавате од како Јуда се обесил, требало да се избере 12 апостол, кој што ќе биде замена за Јуда. Интересно е што апостолите, не гледаме тука некое бирање меѓу мажи, жени или било што, туку, значи во 1 глава отвараме во 23 стих, се вели вака: и поставија двајца, Јосиф, наречен Варсава, наречен Јуст, и Матиј, че име двајца мажи. Па фрлале ждрепка, што не би требало, и то тие фрлале ждрепка, па го избрале Матиј. И од тука, знаете, подосна, обично е познато дека Павле е тој кој што е 12-ти. Веројатно не смееле вака, меѓутоа добра, таа тема е друга, не смееле вака со ждрепка да го бираат, току требало да го прашат Господа. Како и да е, мажи се во прашање. И сега, каде е улогата и местото на жената? Отворите во Судии 4.4. Судии 4.4. Имавме проповед еднаш за Девора. Што била Девора? Пророчица и судија во времето на судиите. Че жената има своје место, жената има своји вредности. Меѓутоа, кога станува збор за свештеничка служба, Господ рекол мажот треба да биде свештеник.
Тоа е толку јасно. Значи, Судии 4.4 вели, во тоа време на Израел му судеше пророчицата Девора, жената Лафидотова. Недостаток од, веројатно, храбри мажи, а? Имало и такви ситуации. Низ историјата на Израел. Лука 2.36. Лука 2.36. Беше и пророчицата Ана, Фануиловата керка од Асировото племе. Имаме во Новиот Завет пророчица Ана, која што покрај Симеон се тие кои што Исуса ќе го препознаат уште како новороденче, дека е Спасителот. Во Дела 18.26. Дела 18.26. Тој почна да проповеда смело во синагогата, значи станува збор за Павле, а кога чуја Прискила и Акила, овде Прискила е жената, иако и двајцата звучат како да се од женски род, според нели нашиот македонски, кога чуја Прискила и Акила, го зедоа при себе, значи станува збор за Аполос од Александрија, и му го изложија поточно Божиот пат. Што правеле Прискила и Акила во својот дом? Проповедале Евангелие. Овие гледаме жената, значи, која што го споделува Евангелието, значи мисионска активност врши. Жената си има своје место. Значи. И текако жената многу придонела за Адвентичката црква. Да не спомнуваме како, знаеме. Но никаде не гледаме дека жена е ставена во свештениска служба. Да не читаме сега Тит, 1 глава, или 1 Тимотеево, 3 глава, да не читаме каде што се оние класификации дадени за тоа кој може и како може. Значи, тоа треба да биде маш на една жена, па ваков, па таков, па ово, па она. Значи, маш, секаде е маш. Никаде не е жена. И сега интересно е со какви аргументи се служат луѓето кои што се поборници и се за тоа жена да биде ракоположена како пастор. Интересно е со какви стихови се служат. Еве еден пример, отворете во Матеј 26 глава. Од каде им е логиката, јас просто се чудам. Како можат вакви стихови да се употребат, односно злоупотребат за вакво нешто. Матеј 26 глава, од 6 стих, многу добро познат настан, во прашање Марија Магдалена. Ке спомнеме 2 настани со Марија Магдалена. А кога Исус беше во Витанија, во куќата на лепрозниот Симон, му се приближи жена со сад од алабастер, со скапоцено миро, па го излеа врз неговата глава. Значи, гледаме како жена му служи на Исуса овде. Доека беше прилегнат до столот. Штом учениците го видува тоа, негодуваа. И сега, овие велат, еве, жената служи, а мажите негодуваат. Мажите негодуваат, демека затоа што е жена во прашање. Видите ја логиката. А текстот воопшто нема никаква врска по ова прашање. Ќе видиме понатаму. Многу добро не е познат овој настан. Зошто е ова растурање, значи? На што реагираат мажите? Тука се апостолите, тука е и Јуда предначи во таа своја реакција. Демек Марија ги растура парите, непотребно. Па потоа Исус ги укорува, да не читаме се. Ќе ги укори кого? Мажите. Оставете ја. И сега овие поборници за ракоположување на жени се служат со вакви примери. Демек, еве жената во служба на Исуса, мажите се бунат, а Исус вели оставете ја. Зашто станува збор во овој случај? Се сеќаваме или треба да се потсетиме? Дали е ова реакција на мажите ради тоа што жена е во прашање или нешто друго е? Еве видовме, апостолите реагирале заедно со Јуда, значи начело, затоа што Марија ги растурала парите непотребно. А на што реагирал Симон уствари? Ајде Лука да отвориме 7 глава. Дали дека е во прашање жена или нешто друго? Дали е тука релацијата маж-жена, машки-женски пол или нешто друго? Лука 7 глава.
Кога Марија му ги мие нозете на Исуса со тоа миро и му ги брише со својата коса, како реагира Симеон? 39 стих. Кога го виде тоа фарисејот, кој го повика, рече во себе си: да е овој пророк, значи да е Исус пророк, би знаел која е и каква е оваа жена, која се допира до него дека е грешница. На што реагира Симеон? Дека е грешница. Значи прави разлика меѓу, еве, ние наш мажите, пак потенцирам, мажите нема врска, светите, а ова е грешница. Тоа е во прашање, а не мажи и жена. Не станува збор овде за мажи и жена. Иако Марија Магдалена, знаете, ете, таква верност покажала да била и првата што ќе дојде на гробот и така натаму. Ги засрамила тука сите апостоли. Меѓутоа, ваков пример, овие стихови да се земат, за да се потврди некое си, значи мислење дека жената сепак може да биде ракоположена, да биде свештеник, е навистина абсурдно. Сулудо. Дори го зимаат примерот и со Корнелиј во Дела апостолски 11 глава. Ова е исто пример, односно, се извинувам, првен во Лука 10 глава, да отвориме да видиме примерот со Марта и Марија. Сега дека Исус често пати одел, го посетувал овој дом, многу добро бил примен кај Марта, Марија и Лазар, нивниот брат. И во една ситуација, Марта се труди да сготви нешто, гостин и дошол, имало и повеќе, веројатно тука гости, а Марија баталила женска работа, значи, готвење, и клекнала тука покрај Исусовите нозе и слушала. И каква е реакцијата на Марта? Марта била незадоволна од ова што Марија ја оставила неизе сама во кујната, значи станува збор за тоа што не и помогнала. А Исус реагира и вели, што вели Исус? Значи, кажи да ми помогне и му вели Марта на Исуса, 41 стих, а Господ ја одговори и рече, значи 10 глава Лука, 41 стих, Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу нешта, а потребно е едно, Марија го избра добриот дел, што нема да и се одземе. И сега, овој случај исто така го користат за да покажат дека, еве, жената треба меѓу мажите да биде жена, меѓу мажи е тука е покрај Исусовите нозе и служи на Господа. Меѓутоа реакцијата на Марта се однесува на тоа што Марија не останала во кујната како жена да и помогне. Не станува збор овде пак за некакво се двоење на мажите и жените во службата на Господа. Ако вие поинаку ова го разбирате, тоа беше во ред. Меѓутоа, јас не гледам таква врска, а ако па уште и читате дух на пророштво, ќе видите дека воопшто не постои таква врска. Ниту овде. Ајде да не го спомнуваме оној дел со Корнелиј, значи во Дела апостолски. И на крајот да привршиме на ваков начин. Че Бог воспоставил ред, уште од создавањето, поготово во свештеничката служба, во служењето на Бога, воспоставил ред. И сите имаат различни дарови, вели тамо Павле, некои за апостоли, некои за евангелисти, некои за лекари, за утешувачи и така натаму и така натаму. Но кога станува збор за свештеничката служба, никаде во Библијата немаме нагласок дека жена може да биде свештеник. Че Бог воспоставил тука еден ред. Сега да се посетиме на буната на Кореј, Датан и Авирон во Броеви 16 глава. Иако овде не станува збор на релација мажи и жени, меѓутоа, да видиме што сакал Кореј. Сегавате од кое племе бил Кореј? 16 глава Броеви или 4 Мојсијева. Значи, од први стих кажува писмото: Кореј, син Исаров, син Каанатов, син Левиев. Значи, Кореј бил од Левиевото племе. Први стих од 16 глава 4 Мојсијева. Кореј бил од Левиевото племе. Знаеме дека Левиевото племе било предодредено, одвоено од другите да служи во светињата. Меѓутоа, кажавме,
За свештеници биле одредени оние од Аарона кои што потекнуваат. Знаете дека имал 4 сина, сите тие биле свештеници. Па знаеме што се случува со Надав и Јави од двајцата негови синови, како загинале и така натаму. Значи, Бог така одредил. Левиевото племе, меѓутоа, значи, биле задолжени околу се во храмот, така да кажеме, во светилиштето, а свештеници требало да произлезат само од Аарон. И еве што се случува. Се дигнаа, значи, Кори заедно со Датан и Авирон, кои што биле од Рувимовото племе, се дигнаа против Мојсија заедно со 250 израелеви синови. Ова е втори стих. Главатари на заедници, угледни во собранието и познати луѓе. Значи, успеале да добијат доста поддршка и решиле да се бунтуваат против Мојсија и Арон. Тие се собраа околу Мојсија и Арона, велејки им: вие ја преминувате мерата. Сета заедница, сите незини членови се свети. Како тоа вие се одвојувате сега? Сите сме свети. Господ е среде нас. Зошто тогаш се возвишувате над Господовото општество? Кога Мојсија го чу тоа, падна на своето лице. Потоа им рече на Кори и на целата негова дружина: утре Господ ќе покаже кој е негов и кој е свет и кому му дозволува да му се приближи. Кого ќе избере и кого ќе го пушти при себе. Направете вака, земете кадилници. Што е својствено? Мислам, кадилникот кој го користи? Кој обично го? Свештеникот. Еве, сите земете кадилници и појавете се. Утре ставете во нив оган и посипете од озгора темјан пред Господа. Кого Господ ќе го избере, тој нека биде свет. Вие ја преминувате мерата, синови Леви и Еви. Другите, значи, левити се бунтували против Мојсија и Арона, значи, водени од Корей, Датан и Авирон, затоа што не им било возможно да бидат свештеници. Зошто само Арон и неговите синови да бидат свештеници? Еве, 9 стих баш го кажува тоа. Зар вие малку, Мојсија им вели, што Израелевиот Бог ве издвои од Израелевото општество, за да ве приближи кон себе, за да ја вршите службата во Господовиот шатор и да стоите пред заедницата служејки. Те доближи и тебе, и со тебе сите твои браќа, му се обрека на Кори, Левиевите синови, и вие уште барате и свештенство. Еве која била желбата на Кори. Да прочитаме малку о вдахновените списи. Водачот на движењето Кори бил левит од семејството на Кат и Мојсиев роднина. Способен и влијателен човек. Значи, бил способен, меѓутоа, кога станува збор за свештенство, не е секојаш способност да опрашање туку тоа како Бог рекол, како Бог го воспоставил тој ред. Иако му било доделена служба во шаторов за составок, тој не бил задоволен со својата положба, туку се стремел кон свештеничко достоинство. Неговата љубоморен и задоволство се предизвикани со тоа што свештеничката служба, која порано му била доверена на првородениот во секое семејство, а тој веројатно бил првороден, му е доделена само на Арона и на неговиот дом. Зашто тоа така да биде? Зато што Господ рекол така. Тоа е најкраткиот одговор. Зашто жените да не бидат ракоположени? Зато што Господ рекол така. Зато што Господ воспоставил некој ред. Зарем ние сме попаметни од него, знаеме повеќе од него? И што се случува овде? Се сеќавате? Земјата ги проголтала. Мноштво на народ. Каква казна? И не само тоа, згора на тоа во 17-та глава, значи исто броеви, следната глава, што им рекол Господ, од секое племе по еден жезал, по еден стап донесете во светилиштето, во шаторот. Чиј стап ќе расцвета, па не само што растата, туку родил и плодови, вели овде. Видите што Бог направил чудо. Господ со тоа ќе покаже од каде треба, од кое племе, кои треба да бидат свештеници. Видите, ќе читаме од 8 стих. Кога на другиот ден Мојсей влезе во шаторот, 17 глава,
на сведоштвото, ете Ароновиот жезл од Левиевиот дом распупел. Потерала млада гранка, расцветал цвет и созреале бадеми. Значи стапот бил бадем. Тогаш Мојсей им ги изнесе отпред Господа сите жезли на израелевите синови. Тие ги разгледаа, а потоа секој го зеде својот жезл. Значи, после овој бунт, Господ морал и овакво нешто да направи, за да им докаже за секојаш кој е тој кој што треба и може да биде свештеник. Господ му рече на Мојсија 10 стих: положи го пак Ароновиот жезл пред сведоштвото на чување, како знак за непокорните, за да прекрати нивното роптање против мене и за да не изгинат. Внимавајте, кај се наоѓа Ароновиот жезл ден денеска? Мислам, долго време и па денеска не знам, може би на небото, во небесното светилиште. Во ковчегот, покрај 10 заповеди, било садот со маната и овој жезл. И че знаеме да кажеме дека тоа го представува авторитетот, духовниот авторитет. И вели овде дека тоа било знак за непокорните, за секојаш. Да им е јасно дека авторитет мора да постои. И еве кој е? И кои се свештеници, кои можат да бидат свештеници? Може би ова е знак за непокорните од северноамериканската дивизија. Може би ова знак и сигурно е знак за сите оние кои што се непокорни во било која смисла на авторитетот што Бог го воспоставува. Тие треба да се запрашаат, навистина состојбата е загрижувачка, иако можеби не тангира многу нас овде, можеби некој и сејри гледа, ќе рече што ме гале па сега мене за генерална конференција, што се случува таму, меѓутоа да не забораваме, сепак тоа е Божјата црква, сепак таму Господ има многу свој народ и мене, јас пак ќе кажем, ме воодушевува држањето на Тед Вилсон, на председателот, барем досега, во поглед на овие прашања. Интересно ќе биде што ќе се преземе и што ќе се случува во наредните месеци, затоа што е веќе закажано некој состанок во октомври, најверојатно тука ќе се разгледува непослушноста и она што овие непокорни го прават, токму на територијата каде што всушност и започнало адвентното движење. Токму тамо се случува и на поведок е голем раскол, големи проблеми. Јас мислам дека темата е целосно јасна. Оние кои што сакат да извртуваат, нека извртуваат, меѓутоа вистината е иста и вчера, и денес, и довека, затоа што вистината е Исус. Затоа што вистината е Бог, а Господ не се менува. Нека му е слава на Бога за тоа што ни ја дал вистината, ни дал се што е неопходно, се што е потребно и ни дал ред, свештенички ред, ни дал ред и во црквата, еве дал ред и во семејството, како што видовме. И сето тоа, ако се почитува, ќе биде во ред. Ако не, тогаш искрчнуваат проблеми. Нека Бог не води и понатаму, да уште повеќе се зацврстнеме во неговата вистина. И како што кажав, пак уште еднаш ќе порачам. И жените и мажите да разберат темата, мажите да не ја злоупотребуваат. Нека му е слава на Бога. Амин.